На втората тема, која сакам да апелирам и повеќе пати напоменувам, во интерес на земјоделците, а ние како компанија, да напомениме дека предходната влада ДДВ-то на сончокледот од 5% го зголеми на 10%, а ете 10% мислејќи како луксузен производ на сончокледот. Меѓутоа факт е дека сончокледот не е луксус, него е потреба на ова население, бидејќи овој сончоклед е индустријски и се користи нели во индустријата за добивање на масло за јадење кој завршува до крајниот потрошувач. Ги гледаме тенденциите на сите влади на предходната и нова, апелира или притиска да се намали цената на суровото, на готовото масло за јадење. Меѓутоа, како ќе се намали ако вие домашната суровина ја оптеретувате со поголем данок, а увозната, односно суровото масло, се третира со 5%, а сончокледот од домашно и воопште од увоз 10%. Нема никаква логика во ова. Секој знае дека ова е домашна суровина 10%, увоз 5%. Во колку владата имала предходната и ова целта им е да се наполни буџетот, тогаш би требало да биде обратно, да се врати 5% на сончокледот ДДВ-то во интерес на земјоделците и ние како откупувачи, а 10% да се зголеми или да се додаде ДДВ на суровото масло. Затоа што ние извадивме од статистика податоци, само до 9 месец 23.515 тона сурово масло е увезено. Замислите колку пари ќе влезат во буџетот ако се зголеми ДДВ. Во 2024 30.000 тона сурово масло, а ние во 2024 само 3.800 тона сончоклет или 4.000. Нема никаква логика во сето ова што се прави, не само што нема логика, него ни државата не добива од ДДВ-то, а губат нашите домашни земјоделци. Јас апелирам, се надевам дека ќе стигне овој мој апел до Министерството за финансии, оваа грешка која е направена во претходната влада, се надевам дека оваа влада ќе ја исправи. И трета точка.